Стартот на изградбата на гасен конектор со Грција, далновод до Албанија, изградбата на хидроцентрали, чебрени галиште, реализација на когенеративни централи, ветерни паркови. Очекуваниот градежен бум во енергетиката, односно најавата за забрзана изградба на енергетските проекти, ја зголемува потребата од нивна поголема безбедност. За да се спречат хакерски напади како оној на електропреносниот систем МЕПСО, или пак да се надмине опасноста да снема струја како што тоа е случај во некои земји, неопходно е да се изнајде начин за нивните системи да се заштитат. Новиот закон за сајбер безбедност, кој би требало да се најде пред пратениците следниот месец, треба да ги надмине овие предизвици. Овој закон посебно се однесува на заштита на проектите во енергетиката. Енергетиката е многу важна и, како што знаете, минатата година имаше МЕПСО сајбер напад. Тоа траеше многу месеци, тоа се критични инфраструктура за целата држава и тука мора да дадеме поголем акцент, односно да сме заштитени и за далеководите за целото наше производство, комуникација со хидроцентралите, со термоцентралите, тоа се многу важни, од национално значење, така и секаде во светот. Македонија не се откажува од хидроцентралите чебрени галиште. Консултациите за проектот, за кој со децении се бара начин како да се изгради и финансира, се при крај. Министерката за енергетика Сања Божиновска вели дека по 14 неуспешни тендери интензивно се дискутира и во најкус временски период ќе се знае точно кој метод ќе се примени при изградбата на хидроцентралите. Но владата инсистира тој да биде македонски државен проект. Неодамна надлежните соопштија дека активно се бара стратешки партнер, бидејќи сумата за изградба е голема и надминува 1 милиарда евра. Сакаме да го направиме овој пат како што треба. Ги разгледуваме опциите, дали ќе биде тоа чебрен галиште, колку метра ќе биде браната, тоа е сериозен еден пристап. Ќе видиме и колку тоа ќе изнесува, при крај сме со тоа да видиме колку тоа ќе чини. Најубаво е ние како држава да поседуваме, меѓутоа се работи за проект кој ќе биде минимум милиарда евра, што не е мала ставка, знаејќи го како ни беше буџетот. Ќе ги доформализираме сите овие проценки и мислам дека во најкус временски период ќе знаеме точно кој метод ќе го примениме понатаму. Меѓутоа сакаме да биде македонски државен проект секако. Клучниот напредок на полето на енергетиката беше направен токму неделава откако новиот закон за енергетика беше изгласан во собранието. Наскоро треба да бидат изработени и подзаконски акти, а законот со европско знаменце треба да придонесе за поголемо производство на енергија од обновливи извори, помали загуби во мрежата, фер пристап до енергија за сите и отворен пазар каде што граѓаните ќе бидат производители, но и корисници.